македонските земјоделци ги препознаваат бенефитите што ги нудат мерките од ИПАР 2 програмата и политиките на владата за ефикасна искористеност на европските фондови. Денеска со задоволство информирам дека за мерката 7 од ИПАР 2 програмата, односно мерката за диверзификација на фарми и развој на бизниси, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе склучи 24 договори за соодветни проекти кои што ќе добијат поддршка токму преку оваа мерка. Вкупната инвестиција на овие договори изнесува 7,7 милиони евра. Денеска тука заедно со платежната агенција подпишавме 6 од овие 24 договори кои што веќе се комплетирани, за кои што постапките се завршени, и во текот на неделата агенцијата ќе ги подпише сите договори од мерката 7, со што и оваа мерка од јавниот повик број 1 ја затвараме и продолжуваме со нашата силна кампања за посветеноста на ИПАР, но и за новите повици кои што се тековни и ќе бидат отворени во следниот период. Меѓу овие 24 договори со износ од 7,7 милиони евра се проекти за изградба на фотонапонска централа, набување на опрема за ветеринарна станица, опрема за производство на сокови, за пчеларство, изградба на објекти за преработка на метал, за производство на мебел, изградба на рибници, изградба на објекти за производство на саден материјал за повеќе годишни растенија. Исто така, меѓу овие договори има проекти за изградба и опремување на објекти сместувачки капацитети за рурален туризам, изградба на објекти за производство на медицински помагала, како изградба на домови за стари лица. Мерката диверзификација на фарми и развој на бизнес има навистина широка примена и нуди поддршка на најразлични типови на инвестиции во земјоделството. Односно, по принципот на кофинансирање нуди 8 типа на инвестиции, и тоа: инвестиции во алтернативното земјоделско производство, инвестиции во производство на прехранбени производи и пијалоци, инвестиции во производство на непрехранбени производи, инвестиции во услуги во земјоделството, инвестиции во занаитчиските дејности, инвестиции во услуги за руралното население, инвестиции во рурален туризам и инвестиции во производство и продажба на обновливи извори на енергија. Сите овие типови на инвестиции се наменети за руралните средини, односно селата, и тука спаѓаат инвестиции во мали преработувачки капацитети, во рурален туризам, производство на сточна храна и на ѓубриво, отварање на градинки и старечки домови, кина во селата, капацитети за смесување и други типови на инвестиции. Поточно, со еден збор, ова мерка е важна за поттикнување на агробизнисите во руралните средини, кои што ќе поттикнуваат економската активност, а истовремено ќе ги подобрат условите за живот во руралните средини. За крај би сакал да потсетам дека во тек е кампањата што заедно со платежната агенција ја спроведуваме како едукативна кампања за промоција и публицитет на ИПАР 2 програмата 2014-2020 со цел да ги запознаеме земјоделците со процедурите и можностите кои што ги нудат овие мерки и да ја поттикнеме искористеноста на европските фондови. Преку ИПАР 2 програмата имаме на располагање 80 милиони евра за рурален развој и напредување на земјоделството во Македонија. Ефектите се видливи, од првиот јавен повик одобрени се 930 проекти со финансиска поддршка од над 18 милиони евра. Добар дел од овие средства кај реализираните проекти се веќе исплатени. Поточно до денеска платежната агенција има доставено 589 барања за исплата на завршени инвестиции, со кој се побарува кофинансирање од 5 милиони евра. Од вкупно 589 поднесени барања, за 129 веќе се исплатени 1,5 милиони евра. Како ресорно министерство, заедно со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, продолжуваме интензивно да работиме на олеснување на процедурите и на приближување на оваа програма до земјоделците и до сите потенцијални корисници, се со цел да поттикнеме стабилен и конкурентен развој на агросекторот. Благодарам.